имавме можност да го промовираме најновото CD, кое излезе пред 2 години, но промоциите ги правиме сега во неколку градови во Македонија, заради да го промовираме ова наше источно црковно пеење, кое представува дел од традицијата на нашата македонска православна вера и црква. CD-то, наречено Стихири на Рождеството Христово, е во соработка и со целосна поддршка на Министерството за култура на Република Македонија, при што ја користам оваа возможност да се заблагодарам, како и на благочестиви христијани кои со својата поддршка и помош успеаја уште пред 2 години да ни помогнат и да го издадеме овој диск. Сега ја користиме можноста на овој фестивал кој е редок, значи од фестивалите во Македонија кои се занимаваат со црковна музика, кој го третира жанрот на источното црковно пеење, да ја искористиме приликата и да го промовираме овој музички диск пред струмичката јавност. Заради тоа и изразуваме и таква една благодарност што еве имавме таа возможност да се повикаме на поканата која ја добивме да учествуваме на овој фестивал и со тоа да го промовираме ова CD. CD-то е промовирано во Прилеп, заради што таму ни е седиштето на нашето здружение и на нашиот ансамбл. Меѓутоа, во текот на наредниот период, значи ќе се обидеме да тоа го направиме и во други градови, заради што е потребна една ваква мисија, би рекол, каде што ќе ја промовираме идејата дека источното црковно пеење не е само некоја декорација во нашите храмови, туку треба да биде живот. И тогаш ќе биде обележје на една жива црква која заслужува да биде автокефална. Ова е прво CD од таков? Не, има и други, ова е моје 4-то CD. Првите 2 се со света литургија, третото CD е Статии на Велики петок во издание на Европската епархија, кој беше снимен уште 2008 година со хорот на Македонската православна богословија, Јустинијана Прима. Од тогаш, еве ова е CD 4-то, на кое сум јас автор на проектот. Сепак, тука може да се спомнат, има уште неколку CD-ња тука во издание на Струмичката епархија.